Гордана Силјановска-Давкова, што и да се каже, ќе биде недоволно. Меѓутоа, денес е ден во кој што правниците ги кинат своите дипломи. Оние обвинители кои што ви беа филмски звезди и кои што излегуваа на така траорни пресконференции, треба да си поднесат оставки, а оние судии кои што со години се изживуваа врз одредени луѓе поради одредена политичка припадност, треба буквално да ги соблечат своите тоги. Дека ние немаме правна држава и се повеќе ја губиме, доказ е токму овој закон. И сега велите дека сега сте виделе дека овие членови од кривичниот законник се многу строги, односно многу широки, па можат премногу обвинителни акти да бидат поднесени согласно токму тие членови кои што вие денес сакате да ги промените. Меѓутоа, ВМРО-ДПМН ги донело овие измени, бидејќи тогаш се градеше држава, тогаш ние верувавме дека секоја злоупотреба на службена положба не смее да биде дозволена и доколку мислевме дека во своите редови има некој таков, сигурно вакви закони немаше да донесеме. Не, ние тогаш бевме убедени дека го правиме најдоброто што може и дека потребно е да има законска норма која што ќе ги забрани злоупотребите на службената положба и ќе ги казни. Меѓутоа, никогаш не помисливме дека вие ќе отидете до таму и 7 години ќе правите политички прогон токму врз база на овие членови. Денес овој закон, морам да констатирам дека е доказ од една страна дека се заминувате од власт, а од друга страна е признание. Овој закон денес е големо признание дека оваа влада преку овие членови правеше политички прогон врз политички неистомисленици и дека готово се заминува од власт и сека сака само да се спаси. Ние денес тука да зборуваме и до доцна во ноќта, носењето на овој закон нема да го сопреме. Злоупотребата на европското знаменце е токму поради таа причина. Итноста на постапката е токму поради таа причина. Свесни сте што правите, меѓутоа во исто време размислете како сево ова ќе се одрази на правната фела во Македонија, заради тоа што верувајте дека повеќе во Македонија да бидеш правник е срамно. Е навистина срамно. Читајќи и гледајќи ги овие законски измени. Сега наеднаш вие ќе ја докажувате намерата во едно кривично дело и замислете ставот 5, каде што се опфатени јавните набавки, односно членот 353 ставот 5, ако делото е сторено при вршење на јавни набавки или на штета на средствата од буџетот, од јавните фондови или од други средства на државата, вие наеднаш го бришете. Го бришете. Никаде во овој закон повеќе овој член не е опфатен. Тоа значи дека сте свесни, дека 7 години склучувате тендери во 4 очи. Сте свесни дека овие 4 години институциите ни се буквално сокрадени. Институциите се уништени. И сега, знаете како? Во оваа држава граѓаните немаат доверба во судството, немаат доверба во образованието, но немаат доверба и во институциите, сите институции кои што раководни лица ги имате вие. И сега тоа најчесто е поради корупција и сега наместо да речете дека секој ќе биде казнет, вие велите со овој закон дојдовме, украдовме и ништо не ни можете. Овој закон што денес го носите гласи токму така со народни зборови. Значи,
искористувањето на својата службена положба, оние одговорни луѓе нема да биде санкционирано заради тоа што го регулирате со намалување на казните од 10 на 2, а во исто време со самото тоа реагирате и на застареноста. Тоа значи дека оние кои што во моментот еве најпознатата тема кои што убивале за да крадат, ќе бидат заборавени, или, например, случајот со Мерко, готово, од утре и да отпочнат нови дела, сето тоа ќе биде застарено. И она кое што не треба да се заборави е дека токму овие дела, 353, се водат исклучиво од страна на јавното обвинителство. Јавното обвинителство кое што заборава дека има отворено истраги, кој што заборава дека има кривични пријави, јавното обвинителство кој што не функционира. И сите овие дела, за кои што слушаше македонската јавност во минатото, сега едноставно ќе бидат амнестирани. Има многу што да се зборува, бидејќи сето ова е сега пред ваше заминување, јас ќе речам дека никого не можете да излажете, најмалку македонската јавност, преку изигрување на постапката, преку европското знаменце, да ќе го донесете овој закон. Вчера во 11 часот пристигна овој закон во собраниска процедура, беше итно ставен на дневен ред со дополнена точката, со европско знаменце во скратена постапка. Ускратена ни беше можноста да го разгледаме и изработиме амандмани, затоа што истиот ден, во подоцнежните часови, односно околу 17 часот отпочнавме со комисијата. Денес продолжуваме и денес се затвара расправата во врска со овој закон и оваа точка. Нема да ме чуди ако до крајот на денот ова биде се завршено и од утре вашите функционери, оние кои што со години крадат од македонските граѓани, ќе бидат слободни луѓе. За жал, ова е жалната вистина за Македонија, меѓутоа се надевам ќе биде последната штета која што ја правите за македонските граѓани. Ви благодарам.